Комисијата за заштита која што го контролира спроведувањето на законот за нефер трговски практики, досега има оформено 45 предмети и изречено казни од над 200.000 евра. Според заменик министерот за економија Маријан Ристевски, за да се заштитат граѓаните, казнената политика ќе продолжила со несмалено темпо, а до крајот на летото се очекува зголемување на казните и до 10 пати повеќе, како и до уредување на делови од самиот закон. До уредување техничко на договорите помеѓу добавувачите и трговците ќе има одредени промени, меѓутоа најголемите промени се очекуваат во казнената политика во наредниот период, каде што предвидуваме и 10-кратно зголемување на казните. Да напоменам дека казните најмногу изнесуваат до 20.000 евра во зависност од големината на трговците, а додека пак со новите законски измени кои ги очекуваме до крајот на лето да бидат 10-кратно повисоки за сите оние кои што ќе го изигруваат законот на грбот на производителите, добавувачите, а на крајот од денот и на грбот на граѓаните. При крај било и донесувањето на оперативниот план на владата кој што и оваа година се очекувало да тежи околу 40 милиони евра и да донесе голем бенефит за граѓаните. Лани, услугите и мерките на овој план ги искористиле над 12.000 граѓани, од кои што 2600 биле дел од мерката за самовработување. Целта на оваа влада и на Министерството за економија и труд преку разни активни мерки од Министерството за економија и труд и оперативниот план преку Агенцијата за вработување да овозможиме да го употребат својот предприемачки менаџерски дух, да отворат сопствени бизниси или да се вработат во постојаните предпријатија, така да не дозволиме да заминуваат од државата како што тоа се случуваше масовно во претходните години. Оперативниот план со сите негови мерки се очекува целосно да започне да биде активен од месец јуни.